Да, се враќаме во студиото, кај вакцинацијата сме. Оно што го гледаме на терен е дека ние се уште немаме нека организирана кампања за вакцинација. Пак ќе кажеме, немаме ни големи количества на вакцини, но сепак дојдоа некои одредени, чекаме во месец април да дојдат уште. Мислите ли дека барем тоа требаше да се почне малце поагресивно, повеќе луѓето да се убедуваат во бенефитите од вакцинацијата или можеби чекаат надлежните да дојдат тие количини па тогаш? Мислам дека малку се чека за количините да дојдат. Вие може да го убедите граѓани дека треба да се вакцинира, он да нема вакцина да се вакцинира. Да речем до вчера немаше вакцини. Искрено, дали 30% од медицинскиот персонал е вакциниран. Ако збориме медицински персонал или вработените во здравствените институции, тука не спаѓаат само здравствените работници, тука спаѓаат и администрацијата, хигиеничарите и попратните, значи доставувачите на кислород, на сите вработени што доаѓаат во контакт со болните пациенти. И мислам дека за тоа малце се кочи таа кампања, што ја користат антиваксерите и доставно доминираат по интернет мрежите, и каде што се влева страф на самото население и се плашат дали да се вакцинираат и да не се вакцинираат. Да. И министерот за здравство на почетокот рече дека ќе се вакцинира прв, потоа се предомисли, потоа решија целиот државен врв да се пријават регуларно во системот и да се вакцинираат кога ќе им дојде редот. Од друга страна, тие јавни вакцинирања на политичари делуваат доста позитивно во однос на луѓето. Тие чекаат да видат дали ќе ги видат нив да се вакцинираат за да ја донесат својата одлука. Од друга страна, нивната одлука да влезат регуларно во системот исто така може да се каже дека е окей, тоа го прави Ангела Меркел, например. Вие што мислите, како е подобро да се постапи? Дали е подобро да се вакцинирате пред камери, да им покажете на луѓето дека вакцината е безбедна, дека еве вие ја примате или да се оди вака, како што реши? Борис Џонсон ја прими AstraZeneca пред некој ден, мислам, дека си го засука ракавата и ја прими вакцината. И тоа беше очевен пример да им се покаже на британците дека таа вакцина е безбедна и дека е ефикасна. Веројатно ние не сме дојдени до таа фаза. За волја на вистината, здравствените работници го преплавија Facebook и останатите социјални мрежи со слики, вклучувајќи ме и мене, од примањето на вакцините кои што пристигнаа првите, пошто тие беа наменети за здравствените работници. И веројатно ако народот треба да им верува некому во однос на тоа кој колку знае, колку познава за некоја вакцина дали е безбедна или ефикасна, би требало да бидат здравствените работници, затоа што тука е сето тоа експертско знаење кое што е акумулирано и кое што е во насока на тоа да ги убеди граѓаните дека не е вербата во вакцината, туку познавањето на безбедноста на вакцината што ме натерало да ја примам истата. Така да тој првичен удар на убедување беше спроведен од здравствените работници, сметам дека тоа е исправно. Тоа беше мој став уште пред да започне вакцинацијата, дека народот пред се им верува на здравствените работници, на оние кои што знаат кои се проблемите од несаканите дејства на вакцината. И доколку ги види нив во првите редови на луѓе кои што ќе го прифатат примањето на вакцината, дека истите ќе им биде многу полесно да веруваат, не да знаат, туку да веруваат во тоа дека вакцината е безбедна. Така да ова одложено вакцинирање на политичарите можеби и нема да испадне како нешто што е лошо и нема да биде земено за зло, од причина што повторно ќе кажам, политичарите се оние кои што носат политички одлуки. Здравствените одлуки ги носиме ние. А во однос на стапката на вакцинација, сега ми се чини се вакцинираат околу 3000 луѓе дневно, се уште имаме ограничени количества на вакцини. Министерот Филипче вели дека таа бројка ќе достигне до 7000 вакцинирани дневно. Има разни пресметки, излегува експертите и професорот Даниловски пишуваше анализи за тоа кога би можело да се постигне тој колективен имунитет, колку луѓе треба да се вакцинираат. Како вас ви изгледа таа стапка од 7000 вакцинирани дневно? Дали ќе биде доволно, еве и кога ќе имаме вакцини, за да ја поминеме епидемијата побрзо? Задоволително. Значи 7000 вакцинирања дневно е сосема задоволителна бројка, а за да може да се постигне колективен имунитет во период од 6 до 7 месеци. Тука постојат многу односно услови кои што треба да се исполнат за тоа да се случи. Прво и основно е да имаме доволна количина на вакцини, односно да не биде побарувачката на вакцини поголема
од количината на вакцини која што ја поседуваме. Значи ни се потребни 1.200.000 вакцини за да можеме да го завршиме процесот во наредните 7 месеци. Вториот проблем кој што се јавува е проблемот на трчање на маратон, а не на спринт. Значи луѓето кои што ќе вакцинираат 7.000 дневно граѓани треба да го прават тоа секој ден. Буквално секој ден, и сабота и недела, 30 дена во месец. За да може ова да се случи во периодот од наредните 7 месеци. Дали ќе настане премор на персоналот? Многу е веројатно дека тоа ќе се случи. Меѓутоа и во случај на такво сценарио, би требало ние останатите кои што работиме вклучувајќи и нас во ковид центрите или било каде во било кој друг дел на здравствениот систем да си ги засукаме нашите ракави и да отидеме на тие ковид центри ако е треба и да ја вакцинираме ние лично за да можеме да ја достигнеме бројката од 70% вакцинирани за овие 6 до 7 месеци. Така да сценариото со 7.000 вакцинирања дневно според мене дава ветувачки ветува дека можеме навистина за овој период од 6 до 7 месеци да постигнеме колективен имунитет и при тоа да внимаваме на овие но кои што ги споменав и да не дозволиме да не се случи пропуст во тие две области, посебно во делот на човечки ресурси и во делот на логистика, односно подршка со вакцини кои што не се потребни. И уште ќе треба да имате 70% од население кој ќе сака да се вакцинира. Бидејќи анкетите покажуваат дека околу 50-54% сака да се вакцинира. Тоа е третото но кое што го испуштив и веројатно е дека кампањата, барем според мене, требаше да почне порано. Мислам дека ја припишувам истата грешка која што направија и останатите западноевропски земји, затоа Европа е црна дупка во светот по однос на тоа како се одвива процесот на вакцинација, односно има најмал број на вакцинирани, за разлика од нејзе во светот имате земји кои што брилијантно ја спроведува вакцинацијата. Дури ако го исклучиме Израел, ги имате Обединетите арапски емирати, го имате Чиле, Соединетите американски држави, Велика Британија која што веќе со Брекзитот и не ја рачунаме во Европската унија, така да имате земји кои што многу ефикасно, многу рано спроведоа кампањи за едукација на своето население за да можат да достигнат вакви бројки на вакцинација. Нормално дека ќе стигнат во таа магична бројка од 70% дека многу потешко киде вакцинацијата поради тоа што тие последните 30 до 40% на луѓе кои што треба да се вакцинираат ќе биде најтешко да ги обедите, меѓутоа има простор и време до тогаш и тоа може да се случи. Потребно е иницијално да обезбедите кворум на луѓе во овој нареден период од 6 до 7 месеци, секогаш да имате 7.000 луѓе кои што на дневно ниво ќе бидат воljни да дојдат и да се вакцинираат. Да. Денеска министрот Филипче кажа дека разговарал повторно со приватните болници во однос на повеќе аспекти за нивно вклучување за борба во пандемијата, но и за цените, за тоа што најмногу се пишува на социјалните мрежи, зашто најмногу реагира јавноста. Тој вели државата нема правен механизам да им наложи на приватните болници да ги намалат цените. Една приватна болница кажа дека тие прифатиле да ги намалат цените за 10%, друга кажа дека нема да ги намали, бидејќи тоа е за нив економски неисплатливо. Дали мислите, доктор Атанасовски, дека државата навистина нема механизам, бидејќи имаме примери, еве на пример соседна Грција, таму имаше исто вака натегања со приватните болници, на крај зема државата, едноставно им нареди, ги вклучи во системот и толку. Кај нас министрот веле дека немаш. Да се случи многу поодамна. Бидејќи мислам и во Италија така исто се случи кога беше пикот на епидемијата таму, сите приватни беа под капата на државата. Значи државата има моќ. Само не го направи тоа. Искрено државата и требаше да го направи едноставно пресметката колку е трошок за лекување на еден ковид пациент. Значи знаеме бројките се фрапатни, значи луѓе даваат под хипотеки, куки, станови само да остават јавна тајна да сакат да влезете на лекување во некоја приватна болница. Две се тука, не сакам ни да ги спомнам, бидејќи го прекршија кодексот на лекарите и медицинската етика, да треба пациентот да остави 12 или 15.000 евра за да може да почне лекувањето. Јас имам примери каде што иако платено, пациентот излегува во по-лоша состојба. Или кој ќе се играат со бројките на смртноста, значи кој ќе се дојде до веќе краен стадиум каде што
е иреверзибилна состојбата на пациентот, ги убедуваат семејството да бараат друго место и најчесто најблиско е тука 8 септември, па се прави притисок за да се префрлат таму пациентите, каде што ние секогаш кобуриме со места и мислам дека државата тука направи пропуст. Медицински не е етички да го во тесно начекате човекот кој бара спас во здравството, кој претpostavувам нема леп да јаде, да му барате да достави на администрација толкава сума на пари. Не знам, тука постојат фонд за здравство, постојат инспекции, постојат секакви можности да се направи контрола, како што се прави контрола во јавното здравство. Мислам дека сепак и тие приватни здравствени установи работат на врз база на законите кои се донеси во Република Македонија. Значи, како што работам јас по тој медицински протокол и медицинска етика и медицина базирана на докази, така работат и тие. Едноставно треба да се провери. Имаше една добра... Зашто има муабети дека за давање на... Еве, јас имав еден пациент што ме ординирав терапијата, антибиотската со кортикостероидната, значи отида во приватна, му се слоши навечер, по страв, паника, таткото го носи во приватна, продолжува со истата терапија што е препишана од моја страна, плюс оние фамозни инфузии што ги даваат, се наплаќа по 600 евра од ден. Значи 10 дена. Пациентот без се испиша, се уште кубури со болеста, CRP-то му беше 317. Да, имаше една добра дефиниција доктор Мехмедовиќ, од еден ваш колега тука кога зборувавме на оваа тема, и он вели да ги разграничиме, официјално формално имаме јавни здравствени установи и приватни, ПЗУ и ЈЗУ, но немаме приватно и јавно здравство. Имаме едно здравство и имаме приватни установи кои се регулирани и работат според... лекари се приватно здравство. И работат според системот, според законот, имаат склучено договори со Фондот за здравство. Требаше приватните здравствени установи по договор со министрот да оформат една ковид болница, во неа да обезбедат место за 100 пациенти. Тоа не се случи, не знаеме зошто, од кои причини, иако Министерството за здравство инсистира дека се уште нема потреба од тоа, дека јавното добро го амортизира напливот на пациенти. Денеска излезе информација дека приватните болници ќе дадат 8 лекари кои ќе помагаат во јавното здравство. Мислите ли вие дека добро се менаџира оваа состојба со приватните болници, дека навистина државата нема што повеќе може да направи, освен вака да ги моли за да пратат некој лекар да помогне? Како доктор кој што поголем дел од својата лекарска професија го помина во превентивата, можам да кажам дека апсолутно не го разбирам начинот на кој што дискутираме за тоа дека треба да се отворат уште болнички капацитети. Че воопшто го забораваме аспектот на превентивата. Зошто е потребно да се отворат нови дополнителни болнички капацитети? До кога ќе оди тоа? Во Македонија, по некоја статистика, постојат околу 11.000 болнички легла. Треба ли да одиме до тоа да ги наполниме сите 11.000 болнички легла? За да треба да се свестиме дека треба да работиме на превентивата. Поентата е да ја спречиме трансмисијата на вирусот, за да ги испразниме тие болнички легла, а не да ги наполниме. И доколку сметаме дека треба да отвориме уште некоја приватна болница и да склучиме договор на таа болница со Фондот за здравствено осигурување, за да може да ги даде тие услуги, со тоа не сме го решиле проблемот. Напротив, сме го продлабочили. Значи, се уште размислуваме на тоа клинички да го решаваме текот на пандемијата. Не постои земја во светот што клинички успеала да реши една пандемија или сакате епидемија на помало ниво, на локално ниво. Значи, мора да постојат превентивни мерки. И не треба да се размислува во насока на тоа дека приватните болници се сега следната опција, која што ќе треба да се земе во предвид, пред се во аспект на тоа дека фондот треба да склучи договори со нив, па да дават јавноздравствени услуги, па тие пакети да се почитуваат секој и така натаму. Може би треба цела таа енергија и фокус да се промени малку и да се насочиме кон превентивата, па да се вклучат специјалистите по
медицинска екологија, по социјална медицина, по микробиологија, по епидемиологија и по медицина на трудот. Оние јавно здравствени гранки кои што со својот придонес можат и како да го променат текот на оваа пандемија. Специјалист по медицина на трудот и од моето искуство можам да ви кажам дека доколку 900.000 работници во оваа држава имаат стриктни протоколи за однесување на нивното работно место, донесени согласно целата експертиза која што имаат лекарите специјалисти по медицина на труд, оваа пандемија денеска ќе изгледа многу поинако. Меѓутоа, капацитетот на тој дел од системот кој што се однесува на превентивата е далеко од искористен. Добро, јас ви ја разбирам логиката за што зборувате, но Јас може ли мислам државата да се вклучи во регулација на оно што се случува таму? Бидејќи ова што го кажа еве доктор Атанасовски, многу го споредуваат со војно профитерство. Значи пандемијата е војна, ова е буквално е здравствена војна. Значи мислам дека гинат повеќе луѓе него во Втора светска војна што гинат. Јас сум работел во приватно здравство 15 години, сега сум во јавно здравство 5 години. Значи превенцијата е, се согласувам, значи превенцијата, како што реков, подобро да се спречи него да се лечи. Малце погрешивме ние. Еве сега имаме, значи, наплив на пациенти, наплив и тоа најтрагично што се по-млади личности, значи имаме 22-23 годишни личности што починаа од ковид, тука мислам дека требаше малце ние бараме да се растерети јавниот здравствен сектор. Не е растеретување да пратите вие лекари, значи доаѓа, јас и првото гостување кога бев тука, кажав дека системот треба да се расчлени на повеќе центри ковид, каде што ќе има интензивна нега, каде што ќе од одредени региони пациентите таму ќе бидат носени, а не како што иде правецот се во Скопје, во 8 септември и клиника за инфективни и сега клинички центар. Едноставно, самиот персонал и услугата опаѓа. Персоналот се заморува. Вчера излагам од дежурство, верували дека имаше 3 брзи помоши, една од Валандово, една од Велес и третата не знам од каде беше. Зашто? Моје прашање, зашто во Скопје? Зашто во ГОП 8 септември? Не можеше тоа да се направи подобро, да се организира, едноставно да се амортизира. Зашто вие ако го пратите, вие доаѓате од 24 вести, јас ако дојдам тука кај вас, јас не ја познавам средината, разбирате? Клопувањето дојда доста колеги интернисти на испомош во ГОП 8 септември, која беше првиот бран, пик. Веруете, мислам дека 70% беа така, им требаше време дури се адаптираат, па да почнат да делуваат. Мојата намера е дека мислам дека требаше приватните, тоа беше игра, ќе отворат посебна болница, ги имаат капацитетите. Мислам дека сега една болница е цел капацитет е ковид. Ги заборавија сите не ковид операции, не ковид интервенции. Буквално искачаат озборување дека и самата администрација вработена таму носи гуски за војна. Веројатно дека е најисплатливо во моментот. Ангажирани се за најисплатливо, не знам, јас не го сваќам дека ние лекарите, нашата професија е непрофитабилна, да се разбере. Мехмедовиќ, дали ова што го зборуваме, дали државата треба да направи проста математика, да види колку чини лекување, па да речеме колку се плаќа на инфективна, толку да наплатуваат и приватните, бидејќи во ред на инфективна има партиципација, здравственото осигурување го покрива лекувањето, истата цена, доколку сака некој приватно да ја прати и во приватните здравствени установи. Може би, не знам, карикирам, може би, еве и тие 20.000 евра што ги наплаќаат, може би тоа е реална цена, не знаеме, но дали тоа треба да се провери? Не верувам дека ќе биде во интерес на било кој приватен здравствен оператор да склучи договор со фондот за да може фондот да ги купува услугите и после тоа. Приватно да се ги платат пациентите, но по таа цена што е реална цена, да ја види државата да ја регулира цената. Не да наплатуваат тоа неколку сака. Мислам дека и тука протоколите, плазмоферезата, одредени други постапки што се прават во приватните, дали се
за Например, да каже државата, вие не може за ова да платите 20.000 евро, ова кошта 5, да речеме. Да го разјасниме системот. Значи, системот на давање на здравствени услуги е дефиниран со пакети. Пакетите се дефинирани во Фондот за здравствено осигурување. Секоја здравствена услуга, како што е, например, ЕКГ, ехо, компјутерска томографија, магнетна резонанца, има своја пакет услуга, која што фондот ја наплаќа по соодветен систем. По така наречен DRG систем. И по тој систем, точно знаете колку чини услугата. Да. За да може да биде регулирано во приватните болници, треба тој пакет кој што важи за јавните здравствени установи, да важи и за приватните здравствени установи. Во случај кога ќе наложите одредена услуга да се прави точно по одредена цена, по одреден пакет, прашањето е колкав ќе биде интересот на приватните здравствени оператори да ја даваат таа услуга. Впрочем, државата и до сега, преку Фондот за здравствено осигурување, склучуваше договори со приватните болници за услуги кои што не можат да се вршат во јавното здравство или на кои што услуги капацитетот ги надминува бројките кои што може да се, односно капацитетот на јавното здравство е надминат и не може да се постигнат тие бројки во јавното здравство, па поради тоа се купуваат тие услуги од приватните болници. Прашање е дали по тие цени ќе им одговара на приватните оператори да работат и понатаму со ковид пациенти. Тоа е нешто што треба веројатно да се види во некои трипартитни договори разговори кои што ќе ги имаат Фондот за здравствено осигурување, Министерството за здравство и болниците. И доколку најдат било каков договор по однос на тоа, тогаш би можело да се размислува за унифицирање на цената на лекување на ковид пациенти. Меѓутоа, со оглед на тоа што сите ние ги знаеме цените кои што се плаќаат во приватните здравствени установи, приватните болници за лекување на ковид пациенти, сметам дека далеку од можноста сме да размислуваме дека ќе можеме да имаме некаков договор со приватните болници за некакво унифицирање на цените на услуги. Добро, значи доаѓаме сега до едно филозофско прашање, дали е подобро да ги имаме приватните колку што наплаќаат вака, но сепак да третираат и покриваат еден дел од население, или да ги немаме да одат со вакви цени? Тоа е прашањето, мислиш ли така? Тука е, видите, дојдовме до тоа. Работи во мирнодопски, се извинувам, во мирнодопски кога немаме пандемија, разбирам јас. Значи, јас имам потреба од операција естетски на носот. Во јавно здравје ми викаат треба да чекаш 2 месеци. Толку ќе те кошта. Чини. Јас бирам приватна, завршувам утредента, си плаќам 3 пати повеќе. Тука се работи за пандемија, како што рековте, војна. Ова е војна. Значи, немаме ние тука гледање cost benefit. Секој починат човек нема цена. Значи, ние кој јас кој одев на курс за менеджери, кај што беа врвни стручњаци од цел свет, значи, најскапото нешто е човечкиот живот. Значи, не можете вие тоа да го споредувате. Дали ќе им се исплати? Нема да им се исплати. Не се исплатува ни на јавното здравје. Значи, ГОП 8 септември е во була. Значи, во минус се оди. Со цел пациентите да го добијат најдоброто што треба да го добијат. Добро, сите јавни здравствени се нас ние баравме нешто старкувавме зашто ние како вработени во 8 септември сме малце деградирани во однос на другите што работат на клиника. Не знам колку сте запознаени, се организираше еден штрајк. Да, знаеме, да. Па се договорија, па не се испочитуваат договори. Ние баравме ефективниот додаток да не биде вклучен и да бидат пресметките на платите исти како што зима специјалистот невролог на клиника за неврологија, да зимам јас. Како што зима сестрата вработена во ургентниот центар на клинички центар, така да зима и сестрата вработена во нашиот клинички центар. Значи, веруете, на тријажа, кај што работат со ковид пациенти, средниот персонал е изложен на најголем ризик. Значи, и самите пациенти едноставно го бараат спасот таму. А работат со мизерни услови, работат со мизерни плати, ама сепак, уште еднаш ќе ги поздравам и им благодарам и мислам дека можда звучам така себично, ама мислам дека да не беше 8 септември и тој тријажен центар и ургентен центар, здравството крахираше уште повеќе. Она е крахирано, ама да, дефинитивно. Можете да, значи тоа статистички може да се провери колку прегледи се направени. Да. Значи, и ќе што би рекле старите,
Во овој момент Да. да не работи било кој од ковид центрите кои што се актуелни и кои што обслужуваат пациенти, здравствениот систем ќе колабира. Значи, во моменти кога бараме 1 до 2 слободни места во некој од оделенијата, можете да замислите што ќе биде доколку оделение од 30 пациенти се затвори и тие 30 пациенти немате каде да ги примате. Значи не е само до 8 септември, треба да се заблагодариме на сите наши колеги, на сите наши здравствени работници широм државата за она што го прават, не само во Скопје, туку и во останатите градови, затоа што таквото безрезервно и пожртвувано работење во изминатите 12 месеци спаси илјадници човечки животи. И денеска, ако имаме бројка од 4000 починати од COVID-19, доколку немаше таква пожртвуваност во COVID центрите, таа бројка ќе беше барем 10 пати повисока. И навистина, она што е сработено во овие изминати 12 месеци, покажува дека човековото здравје нема цена. И дека човековата одговорност, пред се мислам на здравствениот персонал, беше и над висината на својата задача, и над висината на своите сили. Стварно собра е над човечки сили за да може да ги издржат овие 12 месеци. Проблемот е уште колку ќе трае пандемијата и дали ќе имаме сили да го издржиме и останатиот дел од пандемијата. Да, добро. Оваа порака е добра за крај денес на денот на светското здравје. Атанасовски и Мехмедови ви благодарам на двајцата за ова гостување. А на вас, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието што следевте уште една анализа и на крај се разбира останете во добро здравје и следете нашата програма.